зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Како да стигнеш во земјата на живите? Кога беше во подоцнежните години, доктор Джеймс Кенеди го запиша следното. Ета знам дека еден ден ќе дојдам до нешто што ники луѓе го нарекуваат крај на овој живот. Не сакам да плачат. Сакам да ја започнат службата со доксологијата и да завршат со рефренот Алелуја, што јас нема да бидам таму и нема да бидам мртов. Ќе бидам пожив отколку што кога било никогаш сум бил во животот и ќе погледнам кон вас кутрите луѓе кои се уште во земјата на умирањето и кои не сте ми се приклучиле во земјата на живите. И ќе бидам жив вечно. Ми се допаѓа тоа. Животот на земјата често пати се нарекува земја на живите. Но како што вели доктор Кенеди, тоа е всушност земја на умирањето. Но ако си Божјо дете, еден ден ќе бидеш на небо, вистинската земја на живите. Самиот Исус беше тој кој откако беше воскреснат рече: "Зашто јас живеам и вие ќе живеете." Јован 14:19. Дали си сигурен дека еден ден ќе отидеш на небо? Може да бидеш. Римјаните 10 глава ни вели: "Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресил од мртвите, ќе бидеш спасен." Стих 9. Кога ќе направиш тие две чекора, ќе исповедаш и поверуваш, Божиот дух доаѓа да живее во тебе. Тогаш ќе знаеш каде ќе ја поминеш вечноста, зашто писмото ни вели: "Ако навистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите, оној кој го воскресна Христа ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас." Римјаните 8:11. Еден ден ќе кажеме збогум на земјата на умирањето и ќе почнеме живот со големо Ж во земјата на живите. Да се сретнеме таму. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.